бил еден стар рибар. Секој ден си одел на реката да лови риби. Еден ден уловил голем крап и многу се израдувал. А крапот му проговорил: "Пушти ме, добар дедо. Ке ти се најдам и тебе и на твоите блиски." Рибарот се зачудил, но не размислувал многу, го пуштил крапот. А тој, пред да се врати во реката, му рекол: "Точно на 6-тиот ден од 6-тиот месец оваа река ќе надојде и ќе го преплави коритото. Ќе се случи страшна поплава. Ти, уште сега, појди кај трските, кај најгустите трски, и одбери една со црвеникава глава. Однеси си ја дома. Кога ќе фати поплавата, стави ја трската во водата. Таа, во истиот час, ќе се престори во кајче и со него ќе се спасите и ти и твоите блиски." Го рекол тоа крапот и се пикнал во вода. А старецот веднаш се упатил кон плиткото каде што растеле трските. Ја нашол таму трската со црвеникава глава, ја искорнал и си ја однел дома. Наскоро реката надошла и се живо поплавила. Тогаш стариот рибар ја зел трската, ја ставил во реката и трската се престорила во големо кајче. Седнале стариот со жената и со синот во него и запловиле. Пловеле така и одеднаш виделе една врана, како жално грака на врвот на едно дрво покрај реката. Се сожалил рибарот, ја зел во кајчето и ја нахранил. Продолжиле да пловат. Малку понатаму, на брегот, здогледале гуштер како моли за помош. Рибарот го зел и него во кајчето. Не поминало многу, а една змија ја измолкнала главата од вода и го замолила рибарот да ја куртули од маките. Ја зеле и неа. А потоа рибарот чул жален човечки плач. На брегот го препознал богатиот трговец. Селаните немале живот од него, постојано ги измамувал и им се подсмевал. Се сетил рибарот на тоа и со стапот го оддалечил кајчето, не сакајки да му помогне на нечовечниот трговец. Но жената на рибарот видела дека ако тие не му помогнат, трговецот ќе се удави, па се нажалила и му го подала стапот. Така го извлекла. Наскоро водата од реката се повлекла. Стариот рибар си се вратил дома, а кајчето повторно се престорило во трска. Но приказната за волшебното кајче од трска се прочула насекаде, па дошла и до ушите на царот. Тој веднаш наредил: "Тој што ќе ми го донесе волшебното кајче во дворецот, ќе биде награден со цело богатство, а неговото семејство ќе ужива најголема почит. Ако пак неговиот стопан не сака да го даде, ќе го казнам со смрт." За царевата наредба разбрал и самиот рибар и многу се загрижил. Цел живот ни обичен царски службеник немал видено, а камоли цар. "Не можам јас да застанам пред царот, ќе умрам од страв. Нема да знам што да правам со рацете, со нозете, што ме снајде." Баш тогаш во посета му дошол богатиот трговец. "Ти, рибару, ми го спаси животот и морам некако да ти се заблагодарам. Еве, јас ќе одам кај царот и ќе му го однесам кајчето, но се што ќе се случува потоа, добро или лошо, заеднички ќе го делиме." Така предложил трговецот. А стариот рибар се согласил и му ја дал на трговецот
волшебната трска. Отишол трговецот во дворецот, му го дал кајчето на царот и веднаш добил големо богатство, а станал и царски советник. Арно, ама, само што го зел богатството, заборавил на стариот рибар. По некое време, рибарот разбрал оти трговецот со помош на кајчето, станал прв човек на царот, па го пратил сина си да ја истера правдината. Отишол синот во царскиот дворец и одвој го пронашол трговецот. А овој само превртувал со очите и се преправал дека не го познава. Момчето не се откажувало, па трговецот, не знаејќи што да направи, наредил да го затворат. За да не излезе на видело, си сковал план да го убие момчето, па на стражарите им забранил да му даваат јадење. 5 дена синот на рибарот не добил ни трошка храна, прегладнело и за малку ќе умрело, кога одеднаш на решетката од прозорецот долетало јато врани. Првата од нив некако чудно климала со главата и момчето тогаш ја препознало. Тоа била враната која ја спасиле во поплавата. Колку се израдувало момчето кога видело дека сите во клуновите држат по едно залаче лепче. Ставиле се на купче и синот на рибарот убаво се најал. Секој ден така му носеле да јаде и момчето не умрело од глад. Поминале 10 дена. Лошиот трговец видел оти момчето е се уште живо, па му наредил на еден стражар да го убие на спиење истата ноќ. А синот на рибарот ништо не се сомневал. Одеднаш, од нигде никаде, се појавил гуштерот, што го спасиле кога безживотно лежал на брегот од надојдената река. Излегол тој од една дупка и почнал да ја копа земјата под зидот. Ја ситнел и се дури не се направил голем отвор и така му помогнал на момчето да побегне од затворот. Разбрал трговецот оти момчето избегало и наредил на стражарите да го фатат. Па дури и самиот се затрчал по нив, но само што излегле од градот, патот им го препречила една голема змија. Токму таа змија на која стариот рибар и го спасил животот. Шиштејки и сскајки, змијата отровница му се нафрлила на трговецот и го каснала. Вистината за волшебното кајче брзо се расчула. Сите разбрале за рибарот со добро срце, а царот за свој советник го зел синот на рибарот. Иако е младо, ова момче има видено многу мака, многу пропатило, па ќе знае праведно да суди и вистински совет да дава. Рекол царот и пратил големо богатство за честниот и добродушен рибар. Што ќе си посееш, тоа ќе си жнееш. Кој со ѓаволот тикви сади, ѓаволот на крај очите му ги вади. Она што не го сакаш за себе, не го мисли на друг.